Дали македонската влада дигна раце од Преспанското езеро, кое има најнизок водостој во последниот век? Дека агонијата на второто по големина природно езеро во Македонија продолжува, говори и податокот дека од крајот на мај до денес нивото на езерото е пониско за 20 сантиметри. Иако причините за овој феномен не се сосема јасни и најверојатно се комбинација од климатските промени и човечкиот фактор и било каква интервенција бара многу анализа и сложена и скапа акција, каде е тоа трилатерално меѓудржавно тело? Дали некој размислува за далекосежните последици на ово што се случува со Преспанското езеро? Дали некој во Министерството случајно знае дека околу 25% од водата која го храни Охридско езеро доаѓа од Преспанското? Екологистите, невладините здруженја и експертите прашуваат каде се преземените мерки од страна на владата. Да, единствено што се изработи пред околу 2 години беше тој план за спас на Преспанското езеро, каде што се проучи целокупната состојба, се наведува некои факти од каде е тој губиток на вода, меѓутоа после тоа акцијскиот план некако затаи, немаме некои конкретни мерки, ниту некој гледам поголема соработка меѓу трите држави. Науката се уште трага по одговорот за аварирање на Преспанското езеро, вели Зороски, и додава дека во последниот период тоа е резултат на неповолната хидролошка состојба, иако во минатото Преспанското езеро се одликувало со голема варијација на нивото на водата до неколку метри. Порано, некаде на почетокот на минатиот век, дури имало една идеја од тогашните власти, значи пред едно 100 и нешто години, да минираат дел од Галичица, посебно на отворите каде што најголем дел од Преспанското езеро понира во Охридското езеро, да ги продлабочат и отвори за да се повлече Преспанското езеро и да се добие поголема површина за јаболковите насади во Преспа. За среќа ова идеја не е остварена. Во светот има и други вакви примери и тоа биле пред се резултат на човечката негрижа и непромислените одлуки. Од граѓанската иницијатива Охрид СОС укажуваат дека не се оствари ни најавата за можно прогласување на кризна состојба во Преспанскиот слив, како што се бараше уште пред 2 години. Површината на езерото беше изучена преку сателитски снимки кои покажуваат дека од 1984 година наваму има изгубено 7% од својата вкупна површина. Студијата која правеа странски експерти, велат од Охрид СОС, покажува дека површината со вегетација околу Преспанското езеро во последнивите децени се зголемува и тоа главно за потребите на земјоделието. Тоа упатува на искористување на езерската и подземните води за наводнување, што е еден од главните фактори за намалување на водостојот.